Hi. Јас ништо, ма си снимам, се пробувам да снимам видео ствари. Ја уствари мислев дека ќе немам причина зошто да снимам видео цело време. А уствари ја гледам дека не можам да престанам да снимам видео. Сега моментално правам кутии за чоколадца, за персонализирана чоколадца. Значи, вака изгледаат кутиите за персонализирани чоколадца. Овие се по избор, златни, сребрени, сјајни. И треба бели вакви да направам исто. И нели, тука се редат чоколади, за оние што не знаат, значи внатре се ставаат едни како плочкасти чоколади и на нив се пишува, например, те сакам затоа што ти си многу супер. Или слично. И се ставаат, нели, се ставаат за некој повод. И девојката си нарача вакви кутии си нарача и сега да ги направам, нели? И така натака. И ми беше зашто стари почна да снимам, затоа што моментално имаше баш една девојка што ја ставих на блок. Не можев да не ја ставам на блок. Че видим колку напред 4, 1, 5. Ја ставив на блок девојката и вака се чудам и си викам какви луѓе постојат, човече. Значи, има предно добри, можеби 10 дена, ми се јавува една девојка, мислам ми пишува, нели? Ми вика, молам, знаете, кутија ми треба, ова, она, знаеш, за некоја си блуза, итно ми е, знаеш, а ја викам, не можам, значи, стварно работам, значи, имам нарачки по ред, ама една, вика, молам, блузата, не знам што, леле, викам, знаеш. Викам, ајде, окей, свегаш една е кутија, не беше тешка, викам, ќе ја направам, за кратко време ќе ја направам, ќе ја пуштам, зашто да не. И ја пуштам јас на нези кутијата. И кутијата, нешто, знаеш, лево, десно, гледам, нешто ми јавува, не ја добила, викам да се јавам да им што е работата. Звонам му поштава каргово, викам, вака и вака, вика, не одговара на повици. Викам, како бе не одговара, викам, жена, нешто господи, викам, не сте одговарали лево, десно. Не, точно, јас вака, јас така, ова, она, бе, 300 пати се јавив за кутијата и во карго и на нејзе, да не кажам сумата колкава е, зашо стварно е дори смешно. И на крај, знаеш, лево, десно, се е така, знаеш, се она возбудена, нешто вознемирена, викам, знаеш, од овакви, викам, знаеш, секој пат настрадувам, ама викам, нема врска. И последната муавет беше дека се јавила, стапила во контакт со тој што требало од поштата и дека ќе ја донесат тако кутијата, се е окей, викам, нема проблем, ајде, викам, нека биде, викам, убав ден, се супер, чао, пријат. И са Вајлева, знаете што добив на врата од каргото? Нејзината кутија. После 10 дена од тогаш. Нејзината кутија. Викам, госпожа, викам, шо е со кутија, викам, зашо е вратена, викам, знаеш, нели, викам, ќе средевте работа, нели, знаеш, ова, она, знаеш, зборевме. Пазете го одговорот, пазете го шо вака у некој нерв, вака у мојот мозок ми ударат. Вика, леле, не можам му фркасум, вика, ќе ви ја платам кутијата преку трансакцијска, знаете, имам ковид, имам 2-годишно дете, ова, леле, кога го прочитав коментар. Кој ќе прочитам коментар дека некој има дете, ми иде да ги задавам тие луѓе. Буквално ми доаѓа да ги задавам тие одвратни луѓе, затоа што тргам од самата себе си. Еве тука мене седната на ова биро, работам, значи по 8 сата и моето детенце, еве сега не се слуша у позадина, моето детенце у соба и седи. Ме чека додека јас работам, па после ќе направам пауза, па после ќе излеземе негде, па пак ќе дојдеме. Значи, и никогаш во животот не сум се извадила на моето детенце. Никогаш во живот не сум се извадила на моето детенце. Викам, што ѓубриња треба да бидат тие луѓе, што својата неодговорност ја перат со сопствените деца. Знаете, детето ми е болно, јас не можам да дојдам, како бе можете така да правите, човече? Како можете, човече? Зарем не мислите дека
Некоја казна дека ќе ве стрефи ве човече. Нели ви е гајле за тие деца? Значи, нели ви е гајле за тие деца? Како може да се оправдавате за детенце? И реков, Господјо, вашиот хаос и вашата, значи, неорганизираност нема да ја правите со детето. Излечете се, викам, али не сам од ковидот, викам, поздрав и ја ставив на блок. Не ми требаат такви неуротични особи. Тоа се такви неуротични особи кои што појма немаат што прават овој живот. Освен да ги реметат останатите околу нив. Не ми е кутија на позади, сега малиот си игра со нејзе. Устари он вика, мама, не можам да си играм со неја, многу е сладка. Не шамо е да пропусти. Каков свет постои?